На 11 октомври 17 минути после полноќ тешко е повреден Велешанец во експлозија на бойлер на плин. Истата се случила од неисправна плинска инсталација на улица Христо Татарчев. Како што известуваат од МВР, било пријавено дека Велешанецот со иницијали КБ на 48 годишна возраст е добиен со тешки повреди. Предизвикана е материјална штета во станот, зградата и паркираните возила пред истата. Портпаролот на Општа болница Велес, доктор Весна Николовска Неделкова, вели дека пациентот е надвор од животна опасност. Тој бил примен во болницата со изгореници на лицето и на длактиците, како и раниот кој едната е обработена. Изгорениците биле од прв и втор степен. Соседите за нашата телевизија сведочат за страшното доживеано искуство. Па околу 12-10 сатот прво се осети некоја миризба. Па после неколку минути настана експлозија. Ние мислејќи дека од комшиите горе нешто им падна така нешто, кој испаѓаме надвор, тоа беше сето дим и сето искршени врати, стакла. Они на први, ние сме на втори, и на втори сите станеви горе, се влезните врати се оштетени на сите. И гледам дека нема прозор. Да, и позрете и таа влезната врата и таа се да искршена. И пријателот на тешко повредениот 48 годишен Велешанец ја опиша ситуацијата и страшното доживеано искуство. Денеска убав ден беше, само се случи голема трагедија. Јас сум другар од дете со него, со Кире, ама кога разбраме што се случило ноќеска, ги трчаме да видиме, се случила огромна штета, првен и во улазот, кај нив многу голема штетата е, натре во станот, он е повреден. А како е повреден? Кај се наоѓал он во времето? Он се наоѓал во моментот во окупативото влезен да се тушира. Не приметил, не онедол ни гасот да му замирисе, не ништо. Се влегол, пуштил вода и одеднаш се случила голема експлозија. Кога се дојде тука беше хаос и на други станари во зградата се оштетени врати, прозорци. Како што изјави пријателот, едва и освестил сопругата која што боледувала од тешка болест. Исто така нагласи дека бараат од општина Велес да помогне во однос на поправка на штетата од настанатата експлозија. СВР Велес работи на расчистување на случајот.